Нови вработувања, нова апаратура се наш чекор напред за поквалитетна здравствена услуга, изјави директорот на Штипската клиничка болница доктор Ален Георгиев на денешната свечена седница во чест на Светскиот ден на здравството. Па да, во делот на вработувањето имаме чекор напред, имаме отприлика 34-5 нови вработувања, за жал имаме и сериозно, да речем, голем дел на пензионирања. Во делот на апаратурата имаме сериозен чекор, значи набавивме многу скапа апаратура, што од сопствени средства, што од Министерство здравство. И во тек се нови набавки, денови имаме исто така нови апарати кои што ќе добиеме во наредниот месец дена. За оние кои несебично се вложиле во работата, добија награди за поминати 10, 20, 30 и 40 години работен стаж. Уште еднаш да се родам, пак би била медицинска сестра и пак мојот живот би го поклонила на пациентите и на хуманата работа што ја обавува. И што за вас представуваат овие 10 години? За мене представува едно многу убаво искуство, хуманост пред се, помагање на луѓето. Пензионерите од клиничката болница почесто се со нивните некогашни колеги. Дали им дававте совети на помладите колеги и колежки? Па да, секако. И сакаме и младите да дојдат и да почнат веќе да работат. За мене да има шо повеќе да има млади. Соработката на Штипскиот универзитет Гоце Делчев со клиничката болница е тесна, но има простор да се продлабочи уште повеќе. Оптимист е ректорот Дејан Мираковски. Се надевам дека ќе најдеме капацитети заедно да соработуваме и веќе соработуваме на одредени проекти, но тоа би требало да го дигнеме на едно сосема поинакво ниво во кое ќе имаат бенефит и нашите студенти кои што може да се обучуваат, но и здравствените работници. Со овогодишната девиза "Мое здравје, мое право" на денешната свечена седница на клиничката болница се објави пораката од Светската здравствена организација.